Добро вечер за Соколанска мала. Добро вечер и добродојдовте на мини митингот на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Благодарам за вашето присуство. Дозволете ми денеска да се осврнам на неколку работи. Најпрво да промовираме некои од проектите кои што се содржани во нашата програма, а потоа и да продискутираме за програмата и за она што го нудат нашите политички конкуренти. Почитувани присутни, Македонија во 2006 година имаше СДСМовска влада предводена од СДСМ. Македонија во 2006 година имаше 38,8% невработеност. Тоа беше најголема невработеност во Европа. Владееше тешка апатија. Секој квартал слушавме само за зголемување на невработеноста. Немаше ниту една фабрика отворена. Немаше сериозна странска инвестиција. Во делот на здравството тонеше здравствената инфраструктура. Немаше набавка на нови апарати. Немаше специализација. Немаше прием на доктори и на останал здравствен персонал. Во делот на образованието немаше инвестиции во образовната инфраструктура. Немаше инвестиции во спортски сали. Немаше бесплатни учебници. Немаше бесплатен превоз. Имаше многу висока партиципација за студирање. Во делот на земјоделството немаше субвенции. Немаше поддршка на македонскиот земјоделец. Немаше поддршка за набавка на нова опрема во земјоделието. Немаше поддршка за системи капка по капка, немаше поддршка за бунари, немаше никаква поддршка македонскиот земјоделец. Тоа беше СДСМ. Почитувани, денеска истите луѓе со истите навики, со истиот начин на функционирање, со истите знаења и вештини, пробуваат да се наметнат како алтернатива. Нема враќање на старо. Македонија не сака да се врати на старо. Македонија сака да иде напред, сака да иде во прогрес. Македонија сака намалување на невработеноста. Македонија сака отварање на нови фабрики. Македонија сака инвестирање во здравствена инфраструктура, во набавка на нова опрема, во инвестирање во делот на образованието, субвенции за земјоделците, инвестирање во патната инфраструктура. Тоа е она што му треба на секој македонец, а не враќање на старо. Од 38,8%, колку што беше невработеност, ја намаливме на 24%. Се уште е висока. Не можеме да кажеме дека сме задоволни со ова ниво на невработеност. Затоа, во новата програма нудиме, предлагаме и ќе спроведеме намалување на невработеноста од 24% на 17 до 18%. На начин што ќе отвориме нови 70.000 работни места во Македонија. Во овој период, во период на избори, ќе се изнаслушате се. Ќе доаѓаат, ќе ветуваат се и се што. Ќе ветуваат и мед, и млеко по улици, и сите проблеми дека ќе ви ги решат. Ние не го ветуваме тоа. Ние не ветуваме дека ќе ги решиме сите проблеми. Напротив, сигурни сме и дека и денес има проблеми, и после 4 години повторно ќе има некои проблеми кои што ќе треба да се решат. Но ние ветуваме дека ќе ги реализираме овие проекти во оваа програма. Овие проекти што се на повеќе од 500 страници внимателно наведени, добро обмислени, со прецизни рокови, со прецизен буџет, со носители за тоа кој што е должен да направи. Ова е тоа што ние го ветуваме. И ова е тоа што ние ќе го спроведеме. Ова се проблемите кои што ние ќе ги решиме. Се да се реши не може. Тоа го знаеме. И затоа не ветуваме се. Но од другата страна гледаме има политичка опција која што оди и буквално за се има решение. Некој човек бил невработен, ќе го вработи. Некој човек бара да се направи таму, патот ќе се направи. Друг бара канализација, канализацијата ќе се направи.
Трет бара, не знам, повисока плата. Четврт бара, директор да биде, 3 пати директор ќе остава. На 100 души министри ветеле дека ќе биде. Значи, политичка опција која што само нуди, а нема воопшто представа, ниту план како тоа да го реализира. Нуди плата 30.000 денари. Чекайте се. Ако Заев е главен во неговата фирма, значи премиер на неговата фирма, така? Главен. А вицето е вице-премиер у фирмата. Па зашто не им дадат 30.000 денари плата на работниците во нивните фирми? Да. Нели имаат 800 и кусур вработени? Не може да се верува на таков човек. Не може да се верува затоа што она што го говорат е тешка хипокризија, дволичност, лага. Ако може од тоа да го направи, ако не може од тоа да го направи во неговата фирма, зашто му веруваме дека ќе го направи на ниво на држава? Шекеринска е друго. Незија бива за бизнес. Рачунајте вие да имате стан, да си го издавате станот на себе и да си живеете во него. И некој за тоа пари да ви дава. Тоа мајстор треба да сте. Алкерија. Ем си живее во станот, ем кирија си зима, затоа што си живее во сопствениот стан. И ја бива за економија, ама за себе, не за државата. Затоа што беше вице-премиер. Затоа што беше вице-премиер кога Македонија имаше највисока невработеност во Европа. Кога секој месец слушаме за затварање на капацитети, за стечаи, за зголемен број на невработени. Кога младите немаа никаква перспектива. Во тоа време беше вице-премиер. Затоа знаеме како работи. Знаеме и како ќе работи. И затоа граѓаните на Македонија нема да им ја дадат поддршката на 11 декември. На 11 декември ќе дадат поддршка на сигурна програма, на реална програма, со реални рокови, прецизно обмислена програма која што како гаранција за тоа дека ќе биде реализирана, го има отчетот. Она што е претходно направено. Ние секогаш на изборите излагаме со отчет за тоа што сме го направиле претходно и со програма за тоа што ќе го направиме веднаш. Дозволете ми да презентирам неколку проекти од оваа програма. Оваа програма има посебен фокус на Куманово, во еден нејзин дел. Еден од тие проекти кој што има посебен фокус на Куманово е проектот за рестартирање на стопанските капацитети жртви на транзицијата. Куманово многу пропати во изминатиот период. Многу компании се затворија, многу луѓе останаа без работа, многу стечаи се продуцираа. Ова што ние го предлагаме во нашата програма е доколку овие капацитети ги рестартира некоја компанија, таа компанија да има сериозни бенефиции од страна на државата. И во поглед на инфраструктурата што треба да гради, и тоа 10% максимум до 500.000 евра поддршка од државата, и во поглед на даночни олеснувања, и во поглед на социјални давачки, но и директна помош, директна државна помош за секое ново креирано работно место. 2.000 евра за креирано ново работно место доколку се вработи невработен и 4.000 евра доколку се вработи стечаен работ. Обврската на компанијата ќе биде да ги задржи работниците на работа определен временски период. Зашто велам дека посебен фокус се дава со овој проект, посебен фокус дава на Куманово? Затоа што ова се однесува на повеќе кумановски компании, фирми, кои што се во стечај и кои што порано вработувале голем број на луѓе. Како што се Кожара, како што е Тутунскиот комбинат или Монопол, како што е Ладеоникот и Кланица, како што е Искра, како што е Кен, како што е Фуд Куманово. Тоа се се компании кои што работеле, кои што вработувале луѓе и кои што како резултат на екстремно лошо спроведената приватизација и транзиција пропадна. Тоа го направи СДСМ.
Она што ние сакаме да го направиме е овие компании да се рестартираат, да се вработат луѓето и луѓето да имаат своја екзистенција во градот во кој што живеат. Тоа е најголемиот проблем. Тоа е најголемата мака на Македонија. Да се најде, да се обезбеди поголемо ниво на вработеност. Куманово 2006 година имаше 27.000 или 28.000 невработени. Денес има околу 18.000. Сериозно е намалена невработеност, но се уште е висока. Единствен начин таа невработеност да се намали е да се отворат нови компании, приватни компании, од домашни или од странски инвеститори, кои што ќе вработат голем број на луѓе. Тоа е единствена шанса, единствен излез и за Куманово, и за сите други градови во Македонија и за целата држава. И затоа ние сме фокусирани на овој сегмент на работа. Почитувани присутни, ве молам на 11 декември да направите избор помеѓу две алтернативи. Да се запрашате со кого на вас лично ќе ви биде подобро. Што мислите? Кој подобро ќе ја води економијата? Кој има можност да донесе повеќе странски инвестиции? Кој повеќе ќе инвестира во здравство? Кој ќе даде поголема сигурност на државата? Тоа е изборот, или тоа е прашањето што секој од нас и секој од вас треба да си го постави. Дали тоа е СДСМ или ВМРО? Дали тоа е Зоран Заев или Никола Груевски? Одговорот е многу едноставен. Затоа на 11 декември очекувам да се подржи бројот 1. Затоа што се знае кој е прв. Бројот 1 за стабилна, успешна, просперитетна и напредна Република Македонија. Да сте здрави, живи, да живее Куманово, да живее Македонија. Добре.